أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фал. Салавату селам, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суднетот до судниот ден. И денеска ќе видиме со еден од тие што беа блиску до пегамбер алейхи селам, со уште еден од тие што му е ветен дженнет уште во дујна, со еден од тие што се десе, што се обрадовани со дженнет. Денеска ќе зборуваме за сирата, за биографијата, за животот на овој племенити асхаб Абдурахман ибн Ауф, ел-Курейши ез-Зухри. И ова е од Курейш, се стретви некаде во 5-6 колено со пегамбер алейхиселам, со негова лоза. Како кажавме, еден од тие што се обрадовани со дженнет уште во дујна. Еден од 8-те први што се во ислам. И ова е еден од 8-те први во ислам. 1, 2, 3, 4, 8, еден од тие први што примале ислам. Еден за кој вели Омер ради Аллаху ан, Омер после смрт, пред смрт, кога беше рана на смртна постела, ќе гледаме покасно. Остави 6 луѓе да избере тие помеѓу ними кој да биде темир. И рекол, сите овие 6 луѓе се тие што пегамбер алейхиселам се пресели и беше задоволен од нив. Пегамбер алейхиселам беше задоволен од овие 6 луѓе. Ако е пегамбер алейхиселам, и Аллах е задоволен од тие 6 луѓе што ги остави Омер за да изберат халифа после него. Ова е од тие што ги следеше сите битки на пегамбер алейхиселам, што беше во сите битки со пегамбер алейхиселам, а и во битка на Бедр. Ова кога може да читаш во сира некаде да сретнеш дека овие се тие, ова е тој Бедри, тој што бил во Бедр. Тие што биле во Бедр име специјално значење. Види, како кажавме пред неколку дерса. На нив Аллах Джелешану му опрости и му рече работајте што сакате. Опростено ги на вас. За ова големо дело. Има некои дела што се крупни рече. Рече пегамбер алейхиселам го праша на Џибрил. Како ги гледате вие мелеките ке вас, како ги делите? Вели Џибрил му рече, тие што беа присутни на битка на Бедр, што ги пушти Аллах, не ги гледаме исто како другите, тие има поголем степен. Исто пегамбер алейхиселам и сахаби ги гледале со специјално око тие што беа во битка на Бедр. Тие беа специјални луѓе. Беше пред ислам Абдурахман ибн Ауф, Абдурахман негово име. Пред ислам се викаше Абду Амрин ау Абдул Кјабе, роб на Кјабе или роб на Амр. Кога го слушна ова пегамбер алейхиселам, како кажавме, рече не, ти од денеска Абдурахман, твое име Абдурахман. И ова име го доби од пегамбер алейхиселам. Како кажал во други хадис пегамбер алейхиселам, најсакани имена кај Аллах Џелешану Абдуллах и Абдурахман. Овие две се најсакани имена кај Аллах Џелешану. За степен од негов уште, еден ден се расправале нешто со Халид ибн Велид, дошло до расправи. И Халид како Халид. Ова е после 20 години негде прима ислам, после Халид, после Абдурахман ибн Ауф што беше муслиманин и во 8, после него 20 години прима ислам. И дојде некоја полемика, идеше и до сахаби, и му кажа некој грди зборови. Кога слушна за ова пегамбер ислам, го викна на Халид, му рече Халид, рече тој од мој сахаби. Не значи дека не е Халид негов сахаб, ова е мој блиски. Рече кога некој би поделил брдо на Ухуд со злато цело колку тежи, немој да го стаса нивниот степен. Немој така да се понаша со овој мој сахаб.
Направи 2 хиджри, прва и втора во Абесинија, во Етиопија. Потоа направи хиджра во Медина. Кога дојде време, меѓу првите што направи хиджра во Медина. Негов изглед беше многу висок, дури во грбот беше свиткано што беше висок, бела негова боја на кожа, имаше крупни очи, имаше долга и густа брада. Густа брада и долга. Пегамбер Алейхиссалам кога дојде во Медина направи прво нешто што направи, пред да прави џамија, пред да прави за него куќа, пред да прави било што била каква база да направи, број 1 направи помеѓу мухаџири, енсари, побратимување. Да видат побратими, да видат браќа. И ги споја многу од ними. Зошто не можеш да градиш нешто ако срцето се далеко? Ако срцето не се сакаат? Ако не се скрши тоа его, тој кибар, тој хасед, ако не се скрши, не можеш со никого да правиш ништо. Него во една фамилија кој имаат хасед, фамилија, не правиме за некој што се од други разни племиња, кабилиња. Него во една фамилија ако имаат хасед, ако имаат кибар, ако имаат завист, немој дој напред таа фамилија. Немој да се гради таа фамилија. Немој да се гради таа. Сме гледале грмада вакви. Од хасед се уништила цела фамилија. Од кибар никој не сака да попушти брат со брата, отишле во суд, потрошиле 10.000, 20.000 евра за една куфија од метро. Џуна. А не можеш да градиш ништо за ден ако има нешто од ова. И Пегамбер Алейхиссалам затоа, кога дојде прво нешто, ги направи овие да бидат побратими, ги споја нивните срца. Абдурахман, Пегамбер Алейхиссалам му го даде од Енсар, Саад ибн Рабија. Саад ибн Рабија беше од Енсар. И му рече кога се сретна, му рече Пегамбер Алейхиссалам, ти и ти ќе бидете побратими. Саад ибн Рабија му рече, ја Абдурахман, немој да се секираш, ни богат со многу. Зашто? Абдурахман ибн Ауф, познат кај нас многу богат, најбогат си од сахаби. Кога дојде во Медина немаше ништо. Еден дирхем немаше. Еден динар, немаше куќа, немаше бизнис, немаше трговија, немаше во џеб пари, ништо. Овие избегаја од Мека, све остае само за динот да го спасат. Дојде со празни раце. Ама динот да го спасат. Му рече, ја имам 2 бавчи. Имам 2 бавчи големи. Бирај која сакаш. Имам куќа на 2 спратој, кој сака спрат, земај го, за тебе. И во некој ривајати се имам 2 жени, не беше дојде ништо, никак хиджаб, која сакаш од дојде две, ја правам талак и земај за тебе. Абдурахман ибн Ауф, се велите еден од сифатите што ги поседуваше овој човек, со кој се красеше, никогаш не копнееше по нештото што го имае другите. Не чешнееше по нештото што го имае другите. Не им завидуваше на тоа што го имае другите луѓе. Ова е голем сифат, браќа. Мој човек да вид богат многу, ама да копне да има тој нешто ситно, го сака тоа, сака такво да има. Тој не сака да го има тоа. Го гледат како дошло во хадис и тој гледа сиромаштијата пред очи. Сиромашен скина, иако има милиони. Тој немој да има ништо своје, не е задоволен со тоа што го има. Него копне по богатството од другите. Сакат да го има тоа што го има другите. За разлика овај Абдурахман ибн Ауф му рече на Саад ибн Рабија, рече Аллах да ми ти дај берише тебе во фамилија, да ми ти дај берише во богатство, да ми ти дај берише во све што имаш. Кажи мене каде е пазарот. Каде е пазарот, кажи. Тоа имаше голем пазар ке евреите во Бену Кајнука и тој отиде таму од првиот ден, се вели почна да работат трговија. Почна трговска шема. Прв, втор, трет ден, после неколку дена се вели го виде Пегамбер алейхиссалам, му даде селам и вели се гледаше кај него дека има знаци на подобрување на негов хал. Му рече, ја Абдурахман, што е работа со тебе? А Расулуллах рече се жена, не беше жена. Рече, ја Расулуллах се жена. Пегамбер алейхиссалам го праша, му рече, што е даде на твојата жена за мехар? Рече, ја Расулуллах е дадов нивате
Јани, злато во висина колку една урма, што е теја голем, аџва урма, убо, грамажа добра. Рече пегаме сам дали закла овца, дали закла овца, рече не арасова, рече заколи овца. Заколи нешто за свадба, да дајш јадење, суннет. И од овдека е суннет да се дај јадење во свадба и е важив да му се одсвие на тој што ќе биде повикан во свадба. Ако пегаме сам, не е задоволен Мухамед од тој што ќе биде повикан на свадба, а нема да се одсвие. Хадис имат неколку муслими во Бухари што треба да се одзвиеш на повик, ако бидеш повикан на свадба. И се види ке него богатство големо. Али што е неинтересно? Аллах Желешану за енсари, специјално за енсари. И тие што ги следат во нивни постапки, пушти еден ајет. Вели: "Валлазина табаввау ад-дара вал имана мин qablihim." И тие вели што се населија во Медина, пред да дојдат овие мухаџири, вели, тие од Медина, и прима ислам, има иман ке ними. Юхиббуна мен хаџара илейхим. И тие ги сакаја на тие што направија хиџра ке ними, ги сакаја многу. Енсари на мухаџири ги сакаја. И вели: "Вала яџидуна фи судурихим хаџатан мимма уту." И не чувствуваја никаква тежина во нивниве гради за тоа што му го давае на енсари, како помош. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. А тие за тоа имаја голема потреба и сами. И самите тие имаја потреба за тоа што го давае, ама сакаја да му напред подобро на нивните браќа од себе си. Аллах Желешану ги пофали со овој степен. Не е ни понижение ако го помогнеш некој брат, за него. За тебе не е теја гордост, во дујна, теја гордост во ахирет. Гледај каква гордост. Пофален си со овие зборови од Аллах Желешану. Немој да се срамиш и да се плашиш. Пегамбер сам кога му кажа ова, направен на доа. Кога му кажа дека се жена, му рече заколи овца и рече Аллах ти дај берекет во твое богатство и во твоја фамилија. После ова доа пегамбер сам што направи, негово му се богатство му се зголеми многу. Немаше побогат од сахаби во негово време, додека беше жив. Еден од најбогатите сахаби во Медина. Еден ден во Медина се почувствува некој потрес и се крена голем облак на прашина. Рече Аиша радијаллаху анха, што е ова? Ова малку покасно. Што е ова? Рече ова е Абдурахман ибн Ауф. Велит и негов караван од 700 камили. 700 камили натоварени со намирници. 700 камили. Медина се тресеше. Се крена прашина. Кога го слушна ова Аиша радијаллаху анха, рече, направи доа. Ја ни кажа една како доа. Рече, тоа што му е дадено на нему е добро, Аллах да му дај бережет во тоа. Али тоа што е за ахирет е подобро од ова во дујна. Еден од тие деца отиде ке Абдурахман ибн Ауф и му кажа за ова. Тој дојде ке Аиша и ја праша за ова, рече, да, тоа што ти е дадено е добро, ама тоа што е во ахирет е подобро од ова. И вели, биди ми сведок, Аиша, дека овие сиве 700 камили, со си све што се натоварени, со си сите изметчи што се нанимјани, изметчијани, и со си тие облавници наними што ги имат овие камили, све фисе били во Медина да се раздели тоа. 700 камили натоварени со вакво богатство ги раздели во Медина. Само за ова што го слушна, дека тоа што е во ахирет е подобро од ова во дујна. Види. Се вели за него дека и тој вели да крене в камен ќе најде злато. После ова два пегама сам што даде, што ми даде. Се вели дека сахаби кажували да фатеше земја, вели ќе направеше злато. Не дека го на ова е тапир, метафора, што и да фатеше од бизнис, вели лом преше. Береше невиден. Ама вели тие што пише за него историја, Ибн Кесир Заһаби и други, што пренесведени многу, имал тој една чудна дефиниција ке него. Што денеска ние немаме ова дефиниција. Гледај каква дефиниција. Тој бил газда на негово богатство, а не негово богатство газда на него.
Богатството му служило на него, а тој не му служил на негово богатство. Не му прел хизмет тој на богатството него. Богатството му прело хизмет нему. И може вака само со камели без ништо да ги даде. Зошто? Зашто има уште една дефиниција. Сите трговци денеска и тога, овие историчари велат, сите трговци вели пресметват нивно богатство колку е нивно салдо. Колку имат дома пари, колку имат во картичка тамо. И теа нивно салдо. А вели тоа имал друго хесаб за негово салдо. Пресметвал дека има тоа што го дал. Тоа велел ова е моје. Ова друго не е моје. Ова работа по хадис на пегамбер сам. Еден ден пегамбер сам заклал една овца и пуштил на пирал се вели тоа да дели го ова, и останало едно мало парче месо. И Аиша радијаллаху анха рекла ова за нас. Рекол пегамбер сам не. Рекол теа што го поделивме за нас. Ова ќе го земе и ќе го уништиме. Тоа што го дадовме за нас. Ова ќе го земе и ќе го уништиме. Ама нема да имат вакви сахаби како Абдурахман ибн Ауф, додека нема да имат како Сад ибн Рабија и обратно. Додека немат едни и други. Не можеш да бараш некој да дават вака, а да немат како тие што ќе го одбиват теа нешта. Снимаш, Сад ибн Рабија му рече пола кујша, пола бовча за тебе. Ама Абдурахман ибн Ауф рече, ала ти дај берега, не ми треба тоа. Нема да имат едни, додека немат други. Немој да бараме едни, да видиме додека други. Што ќе го одбиват. Нешто што беше најпознат во Медина, беше по тоа што даваше многу борче. Тој даваше многу борче. Значи, се вели, сите во Медина, кај сите во Медина имаше некаков удел. Вели, не едне му даваше борч, на тие што сакаат бизнис трговци големи овој, на мискини, на други вели му врашташе борч, што не може да го вратат борчот, тој му го врашташе борчот, и на трети на негова фамилија и на други му даваше хедија. Во цела Медина. Не правиме за еден муавет, цела Медина. Ќе гледаме какви цифри уште малку. Кога се пресели, пред да се пресели во Васија, до наследство, остај на негови синови, 50.000 динари фисебилилlah од негово богатство. Еден динар беше, тој е зехет, не злато. Еден динар, 4 грама. 50.000 вакви. Значи 4 пута 50.000, колку грама иде тоа? 200.000 грама, не? 20 кила негде злато. Ова е све фисебилилlah, не само ова. Гледај друго. Во негово васијет, во негов тестамент рече за сите кога ќе се преселат, за секој што е жив од тие што беа во битка на Бедар по 400 динари. По 400 динари. 1200 грама злато, кило и 200 грама злато. За секој еден што беше во битка на Бедар, кога умре тој, имаше 100 уште останати од тие во битка на Бедар. 100. За сите тие. Се пренесли, вели Абдурахман ибн Ауф, слушна еден хадис од Ебу Хурейра. Дека вели, рекол пегамбер сам пред негова смрт, најдобрите од вас се оње кои ќе биде најдобри со моја фамилија после мене. После мене. Кога ќе се пресели пегамбер сам. Го пренесли Бухари. Ебу Хурейра. Хадис сахи. Кога слушна ова Абдурахман ибн Ауф, се вели, продаде најголемата бавча што имаше. Најголема бавча со кујша во средина. Е продадени 400.000 динари кошташе ова. Близу пола милион динари. Овие пари ги зеде и ги растори по цела фамилија од пегамбер сам. Негови жени, негови внуци, све што имаше од фамилија од пегамбер сам, ги растори по негова фамилија. Абдурахман ибн Ауф. Во еден ден имаше ослободено 30 робови. Имаше ке него многу робови. Ова се арапите го сметаја за најголемо богатство ако имаш некој роб. Тој ослободеше по 30, често по 30 во еден ден, ги ослободеше. Правиме муабет, знаеш, наши овие цифри, не боли глава. Ова немаше вредност кај ними беше.
Не гледај ова како последна цел во нивна живот. Тие гледај ахирет. Зато ни е чудно. Тие гледај тоа што го дадат дека теа е сигурно кај Аллах. Зато не беше тежина да го направи това нешто. Денешка е тежина. Што е човек да има берекет во богатство? Гледај, има 1 милион евра и прави џамија од пола милион или не зна, не е битно, прави џамија. Ова има берекет во богатство овој човек. Аллах му дал берекет на него. И се ова од џамија додека се клана, тој ќе има ке негово конто ќе иде секоја севап. Има други, има толку, не му се прави насил, нема берекет во тоа. Аллах не му дал на него. Ова е право давање, да ти дај Аллах богатство и да го трошиш фи себилилlah. Денеска ми е бараме Аллах дај ми, само толку, не, дај ми за да можам да давам, за да можам да делам. Зато треба да се преиспитвиме на ова нешто. Зашто многу сахаби бараат пегамберот се да прави дуа кај Аллах. Имаше еден во време пегамберот се направи дуа кај Аллах, кај Аллах ја Расулулlah да ми дај богатство, ќе делам дејне и ноќе. Немој не е за тебе, направи дуа. Му даде Аллах богатство, се оддалече од Медина. Не идеше во намаз, почна да не иде во џума. Пегамберот сам пушти еден со писмо и му рече, плати го закатот. Рече, што е ова, џизија ли? Не муслимани што плащат во исламска држава. Се играше со ова пегамберот сам. После дојде во време на Абу Бекр, пегамберот сам се пресели. Дојде во време на Абу Бекр, рече, земај ми ти на мене зекат. Рече, не, кога ти не му даде пегамберот сам, Аллах се. Дојде во време на Омер, дојде во време на Осман и земаваше со земја во глава, што направи? Ова богатство може да биде против тебе. Затоа да бараме богатство што е добро, што е чисто, што ќе го употребиме во Аллаховиот дин. Што беше скромен, после ова богатство беше захид. Го прашаме има Махмед, значи за ваков богат човек, дали може да биде захид? Значи ке нас е познато само искрен партал човек, ова е захид. Не е захид. Тоа е принудно захид. Рекол има Махмед, го прашаме дали може богат човек да биде захид, богат. Рекол да, еден шанс. Ако негово богатство се зголеми, наеднаш, билјарди, иш нема теке, не влијае. Не побегвит од радосен, да мармит од умање. И вели ако ова цело богатство го снемат наеднаш ке него, не влијае тоа иш ке него. Ова е захид. Така беше Абдурахман ибн Ауф, се вели, кога одел со негови робови и негови изметчи, не се познавал кој е Абдурахман ибн Ауф. Не можело да се позна кој е кој. Не можело да го позниш кој е кој. Така го избрал. Не дека мора вака да биде. Тој го избрал да биде захид. Мој човек да биде богат и мој да носи скъпа облека и не му сметат во имање. Иш, немој да мислиш. Ако не е од гордост. Зашто? Кога Аллах Желешану му даде на некому, сака да го види тоа на некој. Ама ако избериш зуд, ова е прав захид. Ама не да одиш во прсти, за да го теа, фрлиш во вода. Еден ден му беше донесено јадење, беше постач. Во ифтар, значи. Му беше донесено јадење. Вели почна да плачите. Се подсети на еден сахаби, Мусаб ибн Умейр. Мусаб ибн Умейр беше овој која преди сам еден од најбогатите младичи во Мекка. Кога поминуваше мирисот, му го доаѓа од Јемен, му го носе во Шам, специјални мириси, знае дека помина Мусаб ибн Умейр. И вели, зошто плачеш кога му е донесе ова храна на Абдурахман? Рече, се подсетив на Мусаб ибн Умейр, умре, истушхиде, ни падна шехид во битка на Ухуд, а кога го закопувавме него во дженазе, немавме со што да го покриеме. Ако му покриевме главата, нозите останале непокриени и обратно нозите, главата оставаше непокриена. А вели гледај ние денеска, субханаллах. Вели гледај ние денеска во каков рахат смеене. Се плашам дека Аллах Желешану ни е убрза наградата и ни ја даде во дуња своје нијамети што ги имаме и во ахирет нема да имаме ништо. Ова е плод на тоа нивна работа. И се плашаме дека Аллах ни е убрза наградата и ни ја даде и се овој луксус што го имаме и во ахирет нема да имаме ништо. Треба често да се прашуваме за ова. И во уште едно ваков случај заплакал.
кому била донесена добра храна пред него. Рекол, зошто плачи? Рекол, се пресели на исаканото битие кај Аллах Желешану пегамбар алейхи селам, а никогаш не беше сит, јани, прејаден, јани. Никогаш. А види ние денес каде ќе. И исто го кажа Омер, кога му донесе диаманти и круни од Кисра, кога ги донесе пред него заплаче. Му рекве што? Рече, пред нас помина е подобри од нас и нема е вакво богатство, се плашам дека Аллах Желешану ни е убрза нашата награда во дујна, ни даде и за ахир нема да имаме ништо. На крај, Омер остави во васијет пред негова смрт тие 6 сахаби: Али, Осман, Зубейр, Саад ибн Аби Вакас, Талха и Абдурахман ибн Ауф. Овие 6, помеѓу ними вие одберете халифа. Помеѓу вас вие одберете халифа. Зубейр, Абдул ибн Зубейр, не Абдул ибн Зубейр ибн Авам, Саад ибн Аби Вакас и Талха, овие тројца во почеток рекве не, вие двајца. Вие тројца изберете. Ние се откажеме од ова, не сакаме ова, обврска. Се плашиме од таа работа. Остана е Осман, Али и Абдурахман ибн Ауф. За овие си рекол Омер, пегамбар алейхи умре и беше задоволен од нив. Си овие 6. Кога дојде овие тројца, Али, Осман и Абдурахман ибн Ауф, рече Абдурахман ибн Ауф, ја ве оставам на вас. 3 дена одеше од куќа во Медина. Тој беше како емир на таа шура за овие тројца. Одеше од куќа, односно за тие двајца. Одеше од куќа во Медина и ги прашуваше што мислите кој да биде, Али или Осман. Земеше рај од некој кибар сахабија. Сите беа за Осман. Дојде во џамија, рече, му правам беа на Осман. Халас. Тој да биде халифа. И битна халифа Осман ради Аллаху ан. А Осман ради Аллаху ан во негово владење пред смртта некое време напише тестамент. Рече, после мене го оставам во наследник халифа да биде Абдурахман ибн Ауф. Имаше такво право. Ебу Бекир со наследство го остави на Омер. Омер направи шура, вие изберите. Другиот халифа можеше да рече вака. Осман рече, после мене халифа Абдурахман ибн Ауф. Го напише ова писмо и тој писарот со тршење ке Абдурахман ибн Ауф. И му рече, Абдурахман, мужде за тебе. Што мужде рече? Осман те направи после него халифа. Рече, се стреси од страх. Истрча во џамија на пегамбар алейхи во Медина и дојде до мимбер. Имаше луѓе и рече, наглас направи дуа. Ја Аллах, ако ти видиш нешто во мене и одредиш да бидам јас за ова работа, ја Аллах, ако одредиш да бидам подобро, земи ме пред да го добијам тоа нешто. Земи ме, Аллах. Се вели тоа умре 6 месеци пред да се пресели Осман ради Аллаху ан. После ова дуа. Умре на 75 годишна возраст, 32 година после хиџра. Му кланаше жена за Осман, дојде сите кибар, големи сахаби што беа. Талха дојде до него и му рече, го крена негово жена за го носеше и рече, само каква планина од човек беше ова. Каква планина од човек беше ова. Брдо од човек. Вака бе овие први генерација од кои Аллах Желешану е задоволен од ними. Често зборуваме за сахаби во последно време, види, тие се урник наш што немат грешка. Урник без ни една грешка да најдеш. За нас да го следиме. И ние зборуваме за луѓе што ги имаат најјаките перформанси во дујна за верник. Перформанси, број 1. Најјаки. Немој да се почувствуваме ептем немощни. Да решиме дека тие биле нешто друго, дека ми е ова. Тие ова го стигнале со работа, со труд. Ние може нема да ги стигнеме на ними, ама треба да се огледвиме на ними и да ги следиме во нивниче кори. Може немој да стигнеме некој табиин кој што кланал сабах со абдес од јација, ама овој тој не го направил преку ноќ. И овие сахаби не го направиле ова преку ноќ, тие го имале најдобриот професор, учител ке ними, И овие табиини, кога читаме нивна сира, не го направиле овие преку ноќ, Читаш кланал никогаш ноќен намаз не го избегал, не знам што, јација секогаш со абдесот од јација кланал сабах 40 години, 20 години, 10 години, ова не го направил тој преку ноќ. Ова било, после 10, 20, 30 години работа, па го добил ова нешто. И да речеш ти, не бе, ја не можам теа.
Не, треба да почнеш, полека да работаш 10, 15, 20, 30 години колку Аллах ќе даде живот, да стигнеш некој мерхале, некој степен во твој живот. Субханакаллахумма бихамдик, нешхadu an la ilaha illa anta, настагфирук ва натубу илейк.